така, на некој начин имам амбивалентен однос кон овој јубилеј. Од една страна, мислам дека оваа правна рамка, Спогодбата за стабилизација и асоциација, ни помогна многу. Од друга страна, не подсетува на изгубеното време, на изгубените генерации, на изгубените можности. Ние бевме први што ја зграбчивме оваа шанса, меѓутоа уште немаме почнато со пристапните преговори. Хрватска, која што беше по нас, оваа година одбележува 8 години од пристапувањето кон Европската Унија. И затоа разбирливо е да ги чувствуваме и фрустрациите, кога сме 16 години во чекалната на Европската Унија, од една страна. Од друга страна, колку и да е големо искушението да паднеме во таа замка на и да се чувствуваме како жртва која што е онеправдана, предпочитам да видиме што е тоа што можеме да го направиме за да си одиме по патот кој што нема алтернатива, по европскиот пат, за да не биде. На некој начин драстичноста на македонската приказна, мислам, и за тоа зборувам последниве денови во главните градови на дел од земјите членки, нашата приказна токму поради изгубеното време, меѓу другото, меѓутоа и поради направениот прогрес, поради лидерството во решавање на билатерални прашања, направи тест за тоа колку Европската Унија е сериозна и колку Балканот може да верува на зборовите што доаѓаат од Брисел и од главните градови на земјите членки. Минатата година почна добра, имаме нова методологија која што возможи безусловно зелено светло, меѓутоа не заврши добро и мислам дека со еден таков епилог прво изгубивме ние, потоа изгуби регионот, бидејќи бледне е надежта дека европската перспектива е реална, изгуби и ЕУ, бидејќи заедно со намалување на кредибилитетот се намалува и влијанието, а мислам дека изгуби и Бугарија, бидејќи имавме една голема можност, што треба да се обидеме заедно да ја вратиме, да градиме едно вистинско и блиско партнерство и пријателство. Спогодбата за стабилизација и асоциација беше изготвена во очекување на динамичен процес на асоциација, во период кога Европската Унија го спремаше големиот тран, така наречениот Big Bang проширување, и кога ентузијазмот за оваа политика беше извонредно голем. Тогаш визијата за обедината цела Европа беше главната водилка. Спогодбата предвидуваше 10 годишен асиметричен режим на трговијата со стоки во корист на тогаш Република Македонија, инстантно обезбедување на слободен пристап на пазарот на ЕУ за македонските производи и постепено намалување на царините за ЕУ производите на нашиот пазар. Оваа прва фаза, 4 години по стапувањето во сила, требаше да влеземе во втората фаза на либерализацијата на движење на услугите, капиталот и трудот, но повторно поради билатерален проблем, таа работа се случи една деценија подоцна. Покрај сите премрежија, Спогодбата за стабилизација и асоциација остана рамката и правецот за нашето приближување кон Европската Унија и мислам дека треба да сме задоволни што се уште го имаме приматот во регионот и одржуваме добар ритм со успешна транспозиција на повеќе од 1/3 од европското аки, што компаративно не става во една пристојна позиција дури во однос на земјите кои што се веќе неколку години ги имаат започнато пристапните преговори, што се неколку години во пристапниот процес. Овој процент не исклучуваме да е и повисок. Некои гап анализи што ги правиме врз основа на објаснувачкиот скрининг ни даваат индиции дека можеби сме и повисоко од 1/3 од усвојувањето на
европските аки. Ние работиме и работевме на две клучни заложби на владата. Ја финализираме ревизијата на Националната програма за освојување на европското законодавство за периодот 21-25. Нацртот на Националната програма е веќе споделен со граѓанските организации, со кои утре ќе ги имаме првите консултации на оваа важна тема. Целта ни е Националната програма во мај да биде усвоена од владата како документ кој дефинира нашата визија за се она што ни треба да го туркаме напред и да го спроведеме како дел од реформите кои се поврзани со европеизација на нашето општество. Воедно, после една цела декада се навративме на системска подготовка на националната верзија на европското законодавство, а во моментов работиме и на ревитализација на системот за градење на административни капацитети, кои ќе треба да изнесат два паралелни процеси. Процесот придружување, изразен преку обврските од ССА, и процесот на преговори врамени во новата методологија. Кога зборуваме за успесите во спроведувањето на спогодбата, природно е да се осврнеме на институционалната рамка на механизмот за спроведување, управување и следење на односите во сите области опфатени од спогодбата. Сите заеднички тела кои беа воспоставени во изминатите 20 години со цел да се овозможи успешно реализирање на спогодбата од страна на сите домашни институции, ССА, Совет за ССА, Комитет за стабилизација и асоциација, сите подкомитети, специјалната група за реформа на јавната администрација, како и мешовитиот парламентарен комитет, економско-социјалниот комитет и комитетот за регионален развој, функционираат редовно и успешно. Не само што ни помагаат да го задржиме европскиот ракурс и да ја одржиме нашата кондиција, тие едновремено представуваат еден вид на вежба која не подготвува за самите преговори. Овие тела преку администрацијата која не представува во нив се институционалната меморија на нашиот евроинтегративен процес. Затоа една од нашите задачи не е само да ги задржиме овие кадри, туку и да ги зајакнеме, да овозможиме континуиран развој и напредок од нивното искуство и неопходната политичка поддршка ќе го движат целиот процес напред. Што се однесува до нас како СЕП, завршивме со интерните консултации за ревизија на преговарачкиот механизам, со кој ќе реафирмираме политичката заложба за евроинтеграциите и ќе го зајакнеме административниот капацитет, чија главна цел ќе биде нашиот правен, економски, социјален и институционален систем да го приближиме со тој на Европската Унија. Следи консултација со други фактори владини и невладини пред целосно оваа работа да се заврши. Најважната придобивка за граѓаните од потпишувањето на ССА е тоа што ни се отвори вратата кој најголемиот заеднички пазар на добра и услуги, овозможувајќи им услови на домашните производители да ја подобрат својата конкурентност. Ефектите од ССА се особено видливи во однос на вкупната трговска размена со Европската Унија, која во изминатите 8 години порасна за повеќе од 6 милиарди евра. Да се подсетиме и дека спогодбата ги дефинираше и финансиските релации со Европската Унија, а преку фондовите на Унијата континуирано се обезбедува поддршка за реализирање на нашите обврски кои произлегуваат од спогодбата. За илустрација, во последните два финансиски циклуси, 2007-2013 и 2014-2020, Европската Унија лоцираше преку 1 милиарда и 250 милиони евра неповратни средства, дополнително на меките заеми што ги добиваме преку ЕИП и ЕБРД, како и макрофинансиска помош и специализирана помош за санација на последиците од ковид пандемијата. И ако изминатите години работевме на создавање на апсорбцијски капацитет преку воспоставување на структури за координација, планирање, програмирање и мониторинг, во иднина треба да се фокусираме на јакнење на тој капацитет за искористување на ИПА средствата, пред се преку зајакнување на нашиот административен капацитет. Затоа пред се како НИПАК, еден од клучните приоритети ни беше политиката за задржување на кадрот. Тука имавме
известна дилема во координацијата со другите надлежни институции, МИОА како ресорно министерство, но и други фактори, дали да одиме прво со времено решение или да работиме веднаш на системско и подолгорочно решение, во тесна консултација со делегацијата и со нашите партнери во Брисел, Европската комисија, сепак ќе одиме веднаш кон долгорочно и системско решение преку интервенциите што во МИОА во моментов се подготвуваат во законите што ја регулираат оваа област. Ова посебно на некој начин станува уште поважно, бидејќи ИПА-3, како што знаеме, предвидува воведување на експост оценка на проекти, што значи дека структурите од децентрализираното управување со ИПА фондовите ќе бидат одговорни за одреден проект во целиот негов проектен циклус. И ова се разбира е и на некој начин подготовка за структурните и кохезионите фондови. Сите сме свесни колку бурно се одвива целиот процес на пристапување кон ЕУ во изминатите 2 децении. Мислам дека немаме луксус да ја подценуваме ССА, таа ќе остане единствен правен документ што го регулира нашиот однос со Европската Унија и ќе се спроведува се до нашето полноправно членство, се додека ја спроведуваме доследно спогодбата за стабилизација и асоциација, ќе имаме добра реформска кондиција и паралелно со тоа се разбира треба да вложуваме напори да ги почнеме пристапните преговори. Кога ја парафиравме, исто така имавме португалско председателство. Се надевам дека ќе има некаква релација, ќе имаме пак некаков успех со нашите пријатели од Лисабон. Ќе завршам пак на големата слика. Мислам дека статус-квото не е добра, нити за Балканот, нити за Европската Унија. Оваа пролиферација на нон-пейпери, што на некој начин се предмет на јавна дебата во нашиот регион во последниве неколку недели, се само резултат на бледнењето на европската идеја во регионот. Во регион кој што е опкружен географски со земји членки, со Европска комисија која што има амбиција да биде геополитичка, а ако некаде таа геополитичка комисија може да покаже резултат, тоа сигурно е овој регион, каде има ветување уште од Солун за европската перспектива. Тогаш како ќе очекуваме Европската Унија да биде глобална сила и фактор во други региони со различни географии. Во таа смисла, мислам дека сите ние на Балканот и сите земји членки и институциите во Брисел, се заедно Европската Унија, имаме една многу важна заедничка мисија да инвестираме и да ја вратиме, да ја ревитализираме европската перспектива на Балканот, што не може да се направи ако нема исчекор во македонскиот случај, бидејќи е исклучително драстичен. Ние или ќе имаме европски регион што овозможува обединет Балкан, каде границите нема да бидат посебно важни, или конкурентната визија ќе се јавува тука-таму и одредени политичари и политики ќе ја користат со визијата за создавање на големи или поголеми држави што ќе следат етнички линии и така натаму и така натаму. Мислам дека во 21. век на нашиот континент единствената одржлива долгорочна визија е европската на Балканот. Ние си имаме грешки, не сме далеку од совршени, меѓутоа
има области каде сме очигледно добри. Денешниот извештај на Freedom House за нации во транзит не става во едно многу мало друштво на држави кои што има напредок до тоа како во перформансот на македонската демократија, и мислам дека тоа, ако целта на пристапниот процес е демократска трансформација, меѓу другото, Европската Унија не смее да го игнорира. Каква порека ќе пратат кон другите земји во регион, кој што е тешко обременет со спорови и тешки прашања, ако не се одржи ветувањето и најавите по преспанскиот договор дека тој ќе ги отклучи вратите на чекалната на пристапниот процес. Во таа смисла годинава влогот е огромен и за нас, и за регионот, и за Европската Унија. И јас сум уверен дека со една визионерска политика ќе се најдеме со нашите соседи, бидејќи нема други земји членки кои што би требало да имаат поголем интерес од видлив напредок и чекори кон една европска Северна Македонија, една пријателска, предвидлива земја која што ќе има политики на линија на политиките на Европската Унија во сите области.